civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Добар ден! Во фокусот на Цивил денеска е мултикултурализмот. Мултикултурализам, односно основа за развој, стабилност и почитување на човековите права и слободи. Тоа е целиот наслов на денешното издание во фокусот на Цивил. Ние ќе заедно со мојот колега Дехран Муратов ќе се обидеме денеска да ги погледнеме овие теми од различни агли со повеќе мощни и интересни соговорнички и соговорници кои ќе ги видите премиерно денеска, а потоа и во поширок формат на медиумската платформа на Цивил, во Цивил Медија, во Drade.mk, Civil Today и така натаму, и така натаму. Повеќе веб страници, повеќе интернет портали се во медиумската платформа на Цивил на македонски, албански и англиски јазик. За почеток, пред да започнеме со нашиот панел, би сакале уште еднаш да го кренеме овој знак поддршка за Украина, стоп за Путин сега, и со тоа да се придружиме уште еднаш и да истакнеме дека секој ден, секоја наша активност е проткаена со оваа порака. Ве повикуваме и вие да ја дадете својата поддршка за Украина, за слободата на таа нација, како што можете и колку што можете повеќе. Да продолжиме понатаму, ние на самиот почеток се договоривме да вклучиме и дел од нашите колешки и колеги, па еве повеќе за тоа Дехран, со едно твое добре дојде. Добро дојде и од мене до гледачите, но како што спомна, проектот Чекор напред кон мултикултура, односно значи дека не во нашата држава на некој начин повеќе бинационална, односно секогаш кога има некакви дебати се мисли за две поголеми етнички заедници. Ние токму тоа со овој проект сакаме да покажеме дека во оваа држава има многу етнички, не само етнички, религиозни и општествени, културни, било какви заедници за кои што сакаме да ги прикажеме, кои што на некој начин можеби и немаат доволно простор да кажа дека еве и ние сме тука. Така што ете на почеток би дал збор на колешката Дијана Тахири да каже со какви активности ќе почнеме да го спроведуваме овој проект, што е тоа што ќе не очекува во наредниот период. Здраво, веќе го убаво имавме убав вовед во овој јавен настан кој означува фактички и една јавна презентација на новиот проект кој е фактички продолжеток на двата други проекти кои што ги имавме во изминатите 2,5 години. Овој проект, како што кажа Дехран и Џабир, се насловува Чекор напред кон мултикултурно општество. Опфаќа 3 големи области на действување на организацијата во овие области, така што како и предходно во изминатиот период публиката е сигурно запознаета со нашите минати проекти на оваа тема на мултикултура, така и во овој период, во наредниот период од 10 месеци Цивил ќе го следи и ќе го даде својот допринес и кон спроведувањето на стратегијата едно општество за сите, но и ќе понуди идеи за креирањето на стратегијата 2023-2025 година. Цивил исто така во текот на проектот ќе ги реафирмира сите досегашни и ќе создаде голем број нови пораки, информации, едукативни содржини во кои граѓанките и граѓаните, јавните личности, медиумите, академијата и граѓанското општество ќе говорат за мултикултурализмот, почитувањето на различностите и недискриминацијата во општеството, што впрочем е и тема на овој проект, или основата, како што кажа Џабир, почитувањето на различностите, недискриминацијата во општеството како фундаментални човечки и европски вредности. Овие активности подразбираат и изгражувачки
активности кои што ќе нема да ви ги откриеме сега. Застапување и заеднички јавни настапи со представници на граѓанското општество, академијата, институциите на локално и национално ниво, од делот кои што веќе на овој јавен настан ќе имате можност да ги видите. Јас сега би оставила на Дехран и на Џабир и на колешката Билјана. Да, Дијана, фала ти за воведот. Јас би ја поканил сега колешката Билјана да каже што направивме во изминативе неколку години, што е тоа што зошто велиме чекор напред. Затоа што во изминатите 2 години ние веќе почнавме со проектот, но ова година сакаме еден чекор напред. Па би ја поканил колешката Билјана да каже што е тоа што го сработивме до сега. Добар ден и од мене, се слушаме? Да. Да, вака, значи, во 2020 година со преку 100 пораки односно медиумски прилози, бројни видео, ликовни пораки, колумни, интервјуа, анализи, цитати, ние ја поведовме иницијално иницијативата Обединети за различности, во различноста, се извинувам, и поканивме голем број да ни се приклучат со поддршка и во тие пораки да ги пренесеме заеднички со голем број на јавни личности, експерти, представници од различни сфери на општествено-политичкиот и академскиот живот, меѓутоа се приклучија кон таа поддршка и граѓанките и граѓаните. Целта уште тогаш ни беше да го промовираме мултикултурното, мултиконфесионалното и мултиетничкото општество во нашата земја, потврдувајќи дека различностите се всушност убавината и она што не збогатува, наспроти она што владее, нели, атмосферата на национализмот и етичката омраза во општеството. Успехот на оваа иницијатива не охрабри да продолжиме понатаму и минатата година со малку поинаков наслов, нели, на активностите направи разлика почитувајќи различностите, во кои што дополнително се вклучија јавни личности, граѓанки и граѓани, се разбира медиумски работници, експерти, луѓе од академската сфера, за да продолжиме, нели, денеска понатаму со, нели, чекор напред кон промоција на мултикултурното општество. Се разбира, со направи разлика почитувајќи различностите, ние дополнително ги промовиравме и европските вредности, како, нели, затоа што сето она за кое што ние денеска тогаш зборувавме и денеска зборуваме се дел од тој корпус на европски вредности. Еве, јас можам да речам дека барем за минатата година некои статистички податоци да дадам. Имавме преку 80 содржини објавени на нашата медиумска платформа. Оние видеопораки кои што ги подготвивме со познати јавни личности, ќе ги набрајам некои од нив: актерот Перо Арсовски, пианистката и спортистка Дуња Иванова, Рита Бехадини, новинарка и активистка за правата на жените, Атиче Муратова, уметникот Агим Пошка беше исто така дел од иницијативата, музичарката и хуманистка Кристина Арнаудова, музичарот Џамбо Агушев, меѓутоа се приклучи активистот Бленди Кодаи. Претходно во првата година со нас беа и Несрин Таир, актерката Лиса Болта Шикири, универзитетската професорка Мирјана Најчевска, тогашната министерка за образование и наука Мила Царовска, новинарот Рамош Муарем Цирко, новинарот Зоран Иванов, се разбира Саша Ордановски, како, нели, добро познатиот наш колумнист, новинар и универзитетски професор, Зоран Кардова, графички дизајнер и активистот Тефик Мамут, Желјо Хуџич тогаш исто така од Агенцијата за правата на заедниците, меѓутоа изјави на поддршка дадоа и дел од активистите од граѓанската сфера: Александар Кржаловски, Мука Меточи, Жаклина Мучева, Снежана Трбевска, значи добро познати, се разбира, и други. Статистички гледано, да речеме, за претходнава година имавме околу 20 на видео содржини со пораки пренесени од граѓанките и граѓаните преку изјави или анкети, 8 журнали, како
ретроспективно гледање и видео пренесување на подсетување на видео пораките кои што ги пренесува сите кои што беа дел од иницијативата. Имавме 3 јавни настани, панел дискусии, интервјуа и сето тоа го заокруживме со документарен филм кој беше промовиран кон крајот на декември минатата година и се разбира оваа година продолжуваме понатаму, како што рековте и вие, чекор напред кон мултикултурно општество со дополнително на промоција на мултикултурата во нашата земја, затоа што гледаме дека има граѓанска воја, има и политичка воја, сега останува да ги спроведиме оние активности кои што ќе практично ќе дадат резултат во таа промоција на мултикултурното општество во нашата земја. Благодарам, може јас да се уфрлам малку, навистина беше импозантна листа кога ќе се сврти човек наразад и кога ќе погледне што се е направено во само тие 2 години и тоа да подсетиме ковид години. Сепак останува да се каже дека барем во оној податок дека имаше 80 содржини, не беа 80 содржини, туку беа 80 видео содржини, а придружени со околу 200 и повеќе текстуални содржини, фотографии и така натаму, голем број настани. Може, ако се согласите со мене, да се подсетиме, ако грешам, исправете ме, во последните извештаи за статистиката, мислам дека нашиот опфат на публиката надмина и 300.000, колку што јас се сеќавам, 300.000 луѓе беа опфатени со таа првата година од нашите активности, а потоа таа бројка се зголемуваше. Исто така мислам дека како некој што можеби најдолго памти во оваа група и како основач на организацијата пред 22,5 години, можам да кажам дека во првите документи, во основните документи на организацијата, всушност мултикултурализмот стои како определба, како јасна стратешка приоритетна определба на организацијата покрај она што се нарекува поширок мандат на заштита и застапување и промоција на човековите права и слободи. Мултикултурализмот беше и остана наша цврста стратешка определба и тоа ќе продолжиме да го работиме и во иднина, без оглед на тоа дали имаме проекти или немаме, без оглед на тоа дали имаме активна иницијатива или е тоа само така да наречам ongoing или континуирана активност на организацијата. Впрочем, тоа е дел од смислата на нашето постоење. Да, Џабир убаво кажа и тоа не мора да се објасни, граѓаните знаат, доволно е кога ќе видат и самата структура на Цивил. Не знаеш мене, јас да објаснам. Да, и самата структура на Цивил доволно покажува дека ние ги застапуваме тие човекови права и не ни требаат некакви договори или па некакви стратегии. Но, за жал, во нашето општество се уште имаме потреба од носење на стратегии за едно општество, за почитување на различностите, за мултикултурализам. Така да ние во овој проект направивме и разговор со првиот човек, координаторот, националниот координатор за интеркултурализам и едно општество, господинот Роберт Алагјозовски, па би сакале во ова издание да пуштиме само еден дел од неговото премиерно во неговото излагање, а во наредните денови ќе биде објавено целиот разговор што го направивме во однос на овие прашања. Стратегијата се одвива во добра динамика. Се разбира дека двете големи кризи, значи имавме 2-годишна криза заради пандемијата. Сега сме на почеток на огромна криза, не само финансиска, не само економска, кој знае какви се реперкусии ќе ни донесе оваа геополитичка криза на тлото на Евроазија, но пак велам и покрај сите тие предизвици, стратегијата и незините активности се одвиваат во добра динамика. Очекуваме дека до крајот на годината ќе го исполниме тоа што сме го зацртале. Се разбира доколку допрва следуваат
некакви кризни мерки заради кои што дел од нашите активности би се пренасочиле, тоа ќе го ставиме и во новата рамка, акцијска рамка на наредната стратегија, која што е официјална владина програма, и таа стратегија ќе ја донесеме во овој период. Значи, главно она што беше идентификувано како недостатоци, не само од страна на нас, туку и од страна на меѓународните тела, меѓународните структури, кои што редовно подготвуваат извештај за нас. Рамковната конвенција за правата на малцинствата не следи и ни дава своји препораки. Европската Унија не следи и ни дава своји препораки. Своји препораки носи и Советот на Европа, носат и Обединетите нации. Така што во целиот тој пресек на тенденции и препораки, ние очекуваме во овој период кој што е пред нас да видиме што е тоа што ние сме откриле дека недостасува и што е она што треба да го направиме подобро. Такви препораки веќе стигнуваат и ние ќе ги адресираме. Потребен ни е секако поголема кохезија меѓу различните заедници. Например, треба подобро да ги заштитиме правата на ромската, влашката, српската, бошњачката заедница, да го зборува својот мајчин јазик. Треба да обезбедиме подобри, понавремени и учебници, да дозволиме да се формираат паралелки од заинтересирани ученици кои што сакаат да го изучуваат тој јазик. Треба да ја зајакнеме, како да го наречам, плурилингвализмот, плурикултурноста, тоа значи и македонците да го учат албанскиот и другите јазици, но и компетенциите на албанските и децата од другите заедници да го знаат македонскиот, така што да немаме зазор кон познавањето и говорењето на јазикот на другиот, туку да го говориме. Нормално е заради глобализацијата децата попрво да учат англиски отколку јазиците на другите заедници, но секако тие не треба да осеќаат било каква пречка или непријатност да го познаваат тој јазик, бидејќи тој јазик им носи пријателства, им носи подобар живот и повеќе можности во животот. И секако сакаме во образованието да ги видиме децата како учат во заеднички смени, не само да посетуваат заеднички одредени предмети, туку слободно да се дружат од различни заедници, таму кај што училиштата се мултикултурни и сакаме да се ја запознаваат културата едни со други. Секако дека многу е битно и да се намали говорот на омраза, а особено да се намали етнонационализмот и исклучивоста пред се кај младите, но секако и преку сите. Така што почитувањето на стандардите и за медиумска писменост и за медиумски говор од страна на и медиумите, и парамедиумите, и социјалните медиуми е многу битно и на тоа мора многу повеќе да работиме во наредниот период. Не само да ги направиме институциите меки, респонзивни, диверзитетни, туку да го направиме и нашето општество таму. Значи, не може еден службеник во 5 до 5 часот да е коректен, а после 5 да пишува разни статуси на Фејсбук. Едноставно, вредностите, европските вредности, треба да се интернализираат и сите треба да внимаваме како се однесуваме во заедницата. Навистина добри пораки слушнавме од националниот координатор и мислам дека овде има многу што да се работи. Би рекол дека амбициите се навистина големи, но и потенцијалите за тоа се навистина големи, особено ако имаме предвид дека нашата земја е мултикултурна, меѓутоа има и традиција на силни желби, силни потреби, силна политичка волја, овие идеи навистина и да го видат светлото на денот.
се разбира, има и многу Како што ги од нарекува другата страна. пара. Да. Меѓутоа, тоа е едно демократско општество, се разбира, студир на идеи кои потоа вродуваат со некаков нов квалитет. Се надеваме квалитет, се разбира. Понатаму, јас мислам дека имаме уште неколку квалитетни, мощни, интересни соговорнички Да, Џавир, соговорници. исто така разговаравме и со еден од основачите на стратегијата, тоа е професорот доктор Рубин Земон, кој што исто така ќе биде премиерно објавено само дел од разговор што го направивме со него, а исто така наредните денови ќе гледачите, граѓаните ќе имаат можност да го проследат целото интервју. Да, може би е добро да споменеме и исправиме ако грешам, бидејќи колку се сеќавам зборувавме во подготовките на овој настан за тоа дека ќе ги дадеме оние одговори на господинот Аладјозовски и господинот Земон на прашањето што е направено со стратегијата и што се очекува. Што се очекува, што би требало да влезе во новата стратегија. Па да, се разбира. Поентата треба да биде на интеркултурализма на едно општество. Значи поентата, фокусот треба да биде на интеркултурализма, барем тоа е проблемот што постои во Македонија. Сега тоа е едно општество можеби за политички вака вокабулар добро звучи, меѓутоа општеството не е само политика, треба да видиме што е фокусот кај треба да се стави. Не е битно, значи за жал стратегијата која се усвои тоа беше некаде јануари, февруари, мисля че 2020 година. Веднаш после тоа започна ковид кризата, значи пандемијата. И тоа прилично, мисля дека акционерот план го забавуваше, иако по тоа што јас ги гледам како се движат акционерните планови, главном добро оди, меѓутоа се предамениа средствата на други поважни, да кажеме, приоритети, кои беше ковид и така натаму, и уште ние имаме ковид, во секој случај ова опасност. Сега гледаме и ова со Украина, мисля дека прилично и таа економска криза што ја имаме и може да се зголеми, можеби ќе ги запостави. Знаете, ова работа се движи за едно општество, интеркултурализам е скапа работа. Значи ние и како држава сме сиромашна, меѓутоа ние е неопходно да тоа урадиме, меѓутоа е прилично скапа работа. Треба активности, треба едукација, треба медиумски кампањи, треба организации на разни хепенинзи, тоа кошта, тоа пари се. Така ли, образование треба на луѓето и дека натаму се тоа треба да се направи. Вете, поминува тој 3-годишен период уште малку. Мислам дека владата веќе донесе која си одлука кога треба да се оди на подготовка на новата стратегија. Мислам дека во институциите се презедуваат добри некои мерки во одредени министерства, не во сите. Сега ќе имаме наскоро повторно во владата таа постојана комисија, кај што ја член на таа постојана комисија, ги разгледува како се развива на секои 3-4 месеци стратегијата. Во некои месеца нормално не може да се лутиш бидејќи беа преангажирани во други работи, меѓутоа во некои имаше добар обид во мисля за образование и тука мислам че главниот стратегијата има 7 кластери, знаете, на активности. Вториот кластер е образование, тоа е најзначајните активности и кластери, можеби тоа не се приметува на дело бидејќи имавме и онлайн настави дека натаму, меѓутоа мислам дека се презедуваат добри некои мерки внатре во самото министерство, поготово околу обука на наставниците и да кажеме новиот концепт, кој имаше прилично големи критики за новиот концепт на основно образование, меѓутоа не е само основното, имаме и средно, имаме и високо образование. Мислам дека тука се постави одредени темели, а тоа баш ќе кажеме тоа е процес кој што треба да трае не 2-3 години, треба да трае 30 години за да се ги видиме високи резултати. Знаете, образованието започнува, кажува мој пријател Франце започна 30 години пред да се роди детето. Тоа почнува образованието. Значи високите резултати од тоа што се случува образованието, че чувствуваме малку за 2 декади, не сега, ама добро е што веќе луѓето размислуваат. Имаме голем број на школи што веќе прават активности за запознавање на другиот, на интеркултурализмот. Голем број на проекти има и надвор од државниот система, се во школите, голем број на
невладени организации кои што тоа го работат, да ги се спомнуваме, па и Европската унија и УСА и така натаму работат во таа работа, и мислам тоа е добро што така оди. Другите кластери, да не се спомнам значи не тука да дојде координаторот Роберт Ладжозовски да ви зборува за тоа, тој подобро ќе каже. Мисля дека добро се развија. Сега треба да прави нова стратегија. Новата стратегија треба да се подготвува во година. Мисля дека повторно ќе помини тој процес што беше и во 2018 година, да имаме не широка јавна дебата, да се вклучат што поголем број на заинтересирани страни, невладени организации, академска заедница, политички партии, нормално, локалната самоуправа, и кој таму има посебен кластер, меѓутоа имаме големи проблеми во законодавството за локална самоуправа, да се променат работите прилично е, за жал ние некои закони ги заглавивме со тие мнозинства вотатински, падентерови, вакви, такви, и тој механизам, тој запчаник многу потешко се движи од колку што треба да се движи или се движи во другите земји. Нашиот закон за локална самоуправа, на пример, е блокиран во тој членот 55 блокиран, бидејќи треба вотатинско мнозинство да се тоа смени, а знаете, во тој член 55 се зборува за тие комисии за односи меѓу заедниците, каде што се ставиат такви небулозни, да кажеме, се ставени до 2004 да се праша тој закон одредби, да воопшто тие комисии гледаме колку 20 нешто години не функционираат, нефункционални се. А тие комисии има за цел чисто да овозможи комуникација, толеранција на локално ниво. Ама така се тие блокирани, да не кажам спомнам членот, пример, за да постои комисија во една општина треба да има 20% од една заедница, мислам кој нонсенс е тоа. А посебно што тие комисии не се ни платени, функционираат на волонтерска база. Ниту пак имат некоја моќ да донесат одлука. Тие само совет му даваат на градоначалникот или на... А треба да има диалог, треба да има разбирање. А каде да има диалог ако нема во институциите општински, каде во кафана ќе имаме диалог, нели? Така се сведува работа, како малу, да кажеме, по приземно да зборуваме, нели, на земно ниво што се вика. Такви глупости небулози имаме, нели, во нашето законодавство, тоа беше првиот кластер. Некои закони успеавме да ги малу ги ослободиме. Имаше во некои закони прилично, да кажеме, небулозни работи околу на афирмација на дискриминацијата. Нели, тоа малу се, мислам дека некои работи се средига натаму. Значи, прилично има работа. Ова првата фаза на стратегија беше прилично работа во институциите. Законодавството да се среди, образованието да се среди, не знам, медиумите во јавниот сервис да се малу средат работиве, да се средат, мислам, во смисла на интеркултурализам да се овозможи. Или во култура, не знам, ако ги гледате што овие 30 години е финансирано од проекти на културата, ќе видите дека ниту еден проект немаше за интеркултурализам. Сите се етноцентристички проекти финансирани. Не знам, заштита на култура на власти, на роми, на турци, не знам што. Ниту еден проект нема за тие заедно бидат. А нека нема, аплицирани се, гледа дека има тоа по невладени организации што финансираат другите фондации, има. Ама немаше во Министерството за култура да тоа го афирмира. Се мисли, че тоа се стави програма, дека тоа треба да се подржува, да биде афирмативно тоа таква работа. Да, ете, за медиумите зборувавме, за локална самоуправа зборувавме, младите, мисля дека со младите, барем колку добро се работеше и се работи. Мислам дека добро, сега немавме некои спортски настани поради ковидот масовни, меѓутоа малу се стиша тие, кажеме, во трибините, навивањето, тие навивачки групи и тепашки и канатаму. Се надевам дека нема да се потреби војни. Добро, и тоа беше и дело тоа дека и навивачите ги немаше на трибините поради ковид мерките, но се надеваме дека ете. Ама сепак се слуша понекогаш во навивањето. Но се согласувам со вас дека се намалија и тие повици кои што нели бевме навикнати на некој начин да ги слушаме. Да, ете овие кажам се работи кои што се народов сака тоа политички, не знам, што вработува, ваква така не е тоа суштината. Суштината е што зборуваме. Значи, потолерантно општество да правиме, поголемо разбирање да правиме, да се дружат повеќе луѓето и така натаму.
и мислам дека само тоа е клучот да се напред. Навистина добри поенти и овде гледаме декрана што се однесува, има неколку поенти на кои би се осврнал, меѓутоа на една особено би сакал да застанам, а тоа е она што се однесува до инцидентите меѓу етничкото насилство, нетрпение, кои многу често сме ги гледале во минатото и наш заклучок е, а и не само наш, мислам, тоа произлегува и од анализите на многу релевантни луѓе, организации, институции, кои велат дека политичката волја е пресудна кога зборуваме за меѓуетничката толеранција, за соживотот, за инклузивноста во едно општество, дека институциите под политичко водство кое покажува јасна политичка волја за тоа дека ова е мултикултурно општество и дека треба да се почитуваат различностите и да се почитуваат човековите права и слободи на сите подеднакво, без дискриминација, без поделби, е пресудна. А ако вие имате политичка структура која е националистичка, која е против почитувањето на човековите права, која сегрегира по различни основи, која дискриминира по различни основи, тогаш имате и тензично секојдневие, тензични настани кои за жал може да прераснат и во големи немири и во жртви, за жал. И тоа е нешто што нашето општество не е имуно. Сме имале многу тешки настани во минатото, меѓутоа со политичка волја, верувам, и не сум единствениот во тоа, може да се решат голем број проблеми, да се надминат голем број тешки состојби во едно општество. Даже би секако ние веќе се навикнавме да немаме тепачки во автобусите, на улиците. Денес мислам дека граѓаните се слободни да шетаат низ неколку општини кои што порано беа забранети или па беа секако, но нели се плашеа луѓето да пред се не да шетат, ниту да зборуваат на својот мајчин јазик или па да носат облека традиционална за нивната етничка или религиозна припадност. Тоа за среќа почнува да се намалува таа одбивност. За жал ние се уште имаме работа, ние видовме и со случајот на Лавтахор, каде што имаше проблем да бидат прифатени тие луѓе само заради тоа што се плашат од различното, се плашат од луѓе кои што влегле во државата, поминале низ безбедносниот систем и не им нашле никаква замерка, но прочитале некаде некој нешто на интернет за тие луѓе и секако тоа е процес кој што нели како што и господинот Елагјозовски кажа, имаме пара портали, пара медиуми кои што тоа им е главната цел. Но кога веќе сме кај медиумите, јас би го најавил го новинарот, уредникот Сеат Ризвановиќ, кој што ќе даде свое мислење во однос на мултикултурата. Едно општество за сите ми се чини дека дефинитивно заврши, како проектот кога замина Заев заврши пред тоа и додека беше Заев во последната година нешто не се спомнуваше премногу, но како појава, како општествен феномен, секако ќе продолжи, бидејќи Македонија нема друг начин да функционира. Ова е и мултикултурна држава и мултикултурно општество и нема бегање од тоа. Не знам како на друг начин би можеле да опстоиме понатаму без едно општество за сите. Македонија дефинитивно на некој начин од етнизација се движи во грегинизација, бидејќи тоа на некој начин беше добар визионерски потек на Зоран Заев, тоа му еден за разлика од лошите, тоа му еден од добрите потези и тој го предвиде тоа на време дека ќе се случува и тоа само ќе се случува понатаму. Понатаму ми се чини дека моноетничките партии немаат иднина, тоа го гледа веќе и ВМРО ДПМН, и тие веќе во нивниот извршен одбор ставаат членови од други етнички групи, така да тоа е неминовно и тоа се повеќе ќе доаѓа до израз.
Кратко и јасно новинарски, нема што. Да, јас би сакал ако има простор, имаме секако. уште некого на линија. Имаме уште професорката Мимоза Тогаш да Ристова. ја послушаме Да, Незе, би па сакале ако и остане Незе да време ја би пуштиме сакал да да го кажам каже. 2-3 збора и јас. Секако. Америка е многу далеко отидена во заложбите да го направи тоа едно општество за сите. Иако се чувствува во Америка дека тоа уште не е едно општество за сите, уште има сегрегација сериозна. Мултикултурализмот јас го видов во училиштето на моите деца, интеграцијата нивна во школото и нивното со таа леснотија ги прифаќаат јазичните бариери, мултикултурализмот во училницата, деца со посебни потреби во училницата. Тоа се беше толку добро организирано да тоа прво треба една држава преку образовен систем да го имплементира тука. Значи, ние треба од прво деление да ги учиме децата да се почитуваат едно со друго, да се помагаат едно со друго. Децата со посебни потреби да се грижите за нив. Едно нешто што ми остави голем впечаток, децата добија инструкции дека морате да му помагате со распоред на часови, кое дете кога ќе му помага на детето со посебни потреби. Значи, тука сите се вклучени, затоа што еден ден може и на вас ќе ви се роди вакво дете и треба да бидете среќни дека сите ќе ви помагаат за да можете полесно да го пребродите недостатокот и да го надминете и да го вклучите тоа дете во општеството како чинител продуктивен. Значи, таму децата со тризомија 21 веќе работат, разнесуваат пошта. Многу е тажно, затоа што Македонија има можност, доколку има лидерство. Доколку некој што знае, дојде на позиција која што може да се направи промената. Потребно е шаховските фигури да си се наместат на позициите кај што можат да влезат во инвазија на полето на културализмот, да го речеме, на мултикултурализмот, да речеме дека идејата на Гоце Делчев фактички било тоа, мултикултурализам би била идејата на Гоце Делчев остварена. Ние да се надпреваруваме кој подобро, а не да се тепаме едни со други за кој полошо. Да, навистина. Професорката јасно ги истрта линиите на разграничување меѓу овие теми и она што е спротивно на едно човечко достоинство и на почитувањето на човековите права и слободи. Јас би сакал ако не Да, завршивме со толку серијата од соговорнички и соговорници, навистина честитки и до тебе и до целиот тим и до реализацијата која е во моментов го обезбедува овој настап во живо кај Аријан, кој воедно, освен реализација, покрива и фотографија и камера. Мораме да го споменеме тоа во ова емисија или во ова издание на Фокусот на Цивил. Јас би сакал да споменам само неколку поенти кои се однесуваат на тоа како ние гледаме на мултикултурализмот како организација. Се разбира дека за среќа не сме единствените, меѓутоа ако зборуваме за мултикултурализмот, тоа е основа за развој на едно општество. Во најразвиените општества гледаме дека мултикултурализмот се негува, се унапредува, се наоѓаат што е можно повеќе аспекти за да може тој мултикултурализам и да се истакне, меѓутоа и да се развива во најситни детали, до сите најситни суптилитети. И на тој начин да му возврати таквиот напор, таквото вложување, да возврати со многу богати, со извонредно богати ресурси кои се враќаат, се реализираат. Или еве да кажам нешто што многу често го споменувам, иако луѓето кои ме познаваат знаат дека јас со економијата не стојам баш најдобро,
Меѓутоа, бројни се примерите во кои се гледа дека дури и во компании или во економии, во кои инклузивноста, почитувањето на различностите е присутна и се негува и се унапредува, тие економии се многу подобри. Зошто? Заради тоа што една компанија или пак една економија на една држава, кога ги вклучува сите во еден економски тек, тогаш сите се мотивирани, сите се поспокојни, сакаат да дадат повеќе, да вложат повеќе, да профитираат повеќе и така таа економија се збогатува. Или ако е случајот со една поединечна компанија, кога имате компанија која ги почитува сите различности и вработува луѓе од различни заедници, дали се тоа етнички, верски, родова еднаквост, родова застапеност и така натаму владее во една компанија, тие имаат поширок и побрз продор на пазарот. Тие го разбираат пазарот подобро, за да може и клиентите, односно потрошувачите, да бидат допрени од нивните пораки, од нивните производи или услуги на полесен начин, на начин на кој тие се навикнати да ги гледаат нештата и да сакаат да ја искористат таа услуга или да го купат тој производ кој го нуди таа компанија. Ако го мултиплицирате тоа на ниво на една национална економија, многу лесно се излекуваат заклучоците. И се разбира, економскиот развој не е единствен, општествениот развој, кога имате едно општество во кое училиштата или училницата, како што ја спомна и професорката Ристова пред малку, ги негува различностите, сите ги вклучува во тој образовен тек или процес. И тогаш имате вие една заедница која е похармонична и која сака да направи повеќе од себе и за себе и се разбира за сите останати. Во таа смисла, кога ги гледаме овие, се разбира дека има уште многу аспекти да се разгледаат, да не ја должиме, меѓутоа кога имате таква ситуација, тогаш таквото општество може да се надева на мир. Таквото општество може да биде стабилно. Таквата држава во која општеството, општествените чинители на овој начин размислуваат и действуваат, било во економијата, било во образованието, науката, културата, забавата, ако сакате и така натаму. Ние имаме етнички поделени кафулиња ден денеска, да се разбереме. И невидливите зидови се високо дигнати, но кога имате земја во која има политичка волја и кога се работи на овој начин, таа земја е стабилна. Во таа земја владее мир и таа земја може да се развива без оглед на тоа каква криза постои во пошироки регионални или глобални рамки, или пак кога е таа криза толку тешка, тоа општество е порезилиентно, поотпорно на распад, на болни настани и процеси. Заради тоа еднаквоста и недискриминацијата, кога станува таа дел од едно секојдневие и кога системот, институциите, не само на хартија, туку и на дело, ги почитуваат и ги заштитуваат човековите права и слободи, така можеме да дојдеме до едно развиено, стабилно општество во кое владее мир. Ако вие имате институции кои не ги почитуваат, не го почитуваат словото на уставот и законите, ако имате институции кои се под влијание на политички структури кои неретко се и криминални истовремено, ако го гледаме македонскиот пример, тоа се општества кои се во голем ризик. Многу е тешко да се дојде до позитивни резултати, а многу е лесно, да не кажам, еден миг е потребен за да се растурат многу тешко стекнати придобивки во едно општество. Впрочем, тоа го гледаме за голема жал, во трагичниот случај со агресијата, со бруталната, со зверската агресија врз Украина. И јас мислам дека тоа треба да биде причина повеќе луѓето да се освестат и да сватат дека мирот, стабилноста, развојот, почитувањето на човековите права, почитувањето на различностите се гаранција за нивниот мирен и поспокоен живот.
Така, Џабер, ја после ова не би додал уште многу, само би сакал да најавам дека ние нема да ова може би е првата дебата која што ја почнавме со чекор напред кон мултикултурот и почитување на мултикултурализмот и почитување на различноста, но ние секоја втора недела ќе правиме, буквално на секоја втора недела му доаѓа да имаме дебата со релевантни чинители, активисти од граѓанскиот сектор, од политичкиот, од општествениот, од културниот живот, да ги пренесеме позитивните пораки кон граѓаните, зошто е добро да се почитуваат различностите и зошто треба да имаш сите бои, а не да бидеш еднобоен. Јас толку би запрал тука и би се одјавил со најава за доследно видување. Јас ќе ти се придружам во твојата одјава во тој случај. Доследното видување кое ќе биде веќе утре со мултикулти брифот, не знам во колку часот го најавував. Мислам дека околу еден попладне, 13 попладне, часот. но Се гледаме утре со мултикулти брифот во 13 часот, а се разбира, не да заборавајте одличната најава или одјава на колегата Дехран кој најави вакви настани на секоја втора недела, ако не и почесто, зашто да? Да, секако. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.